Земјоделците ќе добиваат субвенција не само за поседување обработлива површина земја, туку и за остварено производство, но и за предадени количини кај регистрирани откупувачи и преработувачи. Целта на новиот модел субвенција е да се поттигне поголемо производство храна и да се намали увозната зависност на земјава, а акцентот ќе биде на стратешките култури. Еве, пченицата, јачменот, пченката, оризот, сончогледот, маслодајната репка ќе биде многу битна, афионот кој што го има на македонскиот грб, кај градинарските култури, пиперката, зелката, доматот, краставица, граф, компир, ќе бидат поважни и ќе има повеќе субвенции за пиперка, зелка, домат, отколку за ароматични зачински растенија или за тиквата. Вака потенцираше министерот за земјоделство Љупчо Николовски во студио 10 на телевизија 24, истакнувајќи дека земјоделците ќе се насочуваат да произведуваат култури кои се барани на пазарот, а не само заради високите субвенции. Основни субвенции за сите култури, за сите земјоделци, без оглед што одгледуваат. Сите ќе добијат основна субвенција со цел да не го напуштат земјиштето. Меѓутоа, за тие што одгледуваат битни култури за државата, што за прв пат го кажуваме, за прв пат насочуваме и што ќе го докажат производството, ќе остварат поголем принос и ако истото биде предадено кај регистрирани, не кај диви прекупци кои што манипулираат и така натаму, туку кај регистрирани преработувачи, откупувачи. Земјоделците за сега резервирани, бидејќи го немаат новиот модел на субвенционирање, чија драв верзија помина на влада. Дел од нив велат дека субвенциите треба да го поттикне домашното производство на храна, но и да се има стратегија како да се зголемат површините кои стојат празни. Мислам дека ако сакаме за во иднина колку толку барам да го стабилизираме земјоделието, мора да се постави некоја стратегија која што ќе допринесе до колку толку зголемување на дел од растителното производство, а исто така и од животинското производство, бидејќи се двата сектора се поврзани едно со друго, што значи тоа мора да се води грижа како и на кој начин да се дојде до поевтин репроматеријал. Министерот Николовски во телевизиското гостување подлече дека основни прехранбени артикли оваа зима ќе има во доволни количини, но заради зголемените цени на енергенсите, истите ќе бидат поскапи. Преку Опен Балкан се отргнати сите бариери и нема да се почувствува недостиг на земјоделски производи во земјава.